монистра, односно во нивна терминологија вилидуши, доколку грбата е украсена со вилидуши и е везена со срма, тогаш таа има невестински атрибут. Белокрпките од овој предел со срмени вткаени орнаменти, украсено со ласкавци, додека скутините кои ги носеле младите жени се нарекуваат завијачки, тие се големи дводиплени скутини која со срмени вткаени орнаменти, украсено со ласкавци, додека скутините кои ги носеле младите жени се нарекуваат завијачки, тие се големи дводиплени скутини која под големата завијачка се запрепашува и мала скутина која се нарекува скутинче. Карактеристично за Долнополошкиот регион е тоа што уште во 19-тиот век, крајот на 19-тиот век, изразено почетокот на 20-тиот век и средината на 20-тиот век е големо се украсува со известни мелизми кои што се можеби влијание од Отоманската империја. Се украсува со известни мелизми кои што се можеби влијание од Отоманската империја. монистра, односно во нивна терминологија вилидуши, доколку грбата е украсена со вилидуши и е везена со срма, тогаш таа има невестински атрибут. Белокрпките од овој предел со срмени вткаени орнаменти, украсено со ласкавци, додека скутините кои ги носеле младите жени се нарекуваат завијачки, тие се големи дводиплени скутини која со срмени вткаени орнаменти, украсено со ласкавци, додека скутините кои ги носеле младите жени се нарекуваат завијачки, тие се големи дводиплени скутини која под големата завијачка се запрепашува и мала скутина која се нарекува скутинче. Карактеристично за Долнополошкиот регион е тоа што уште во 19-тиот век, крајот на 19-тиот век, изразено почетокот на 20-тиот век и средината на 20-тиот век е се украсува со известни мелизми кои што се можеби влијание од Отоманската империја. Се украсува со известни мелизми кои што се можеби влијание од Отоманската империја.